Заживувањето на манастирот Свети Васили Велики на Поникве, кој важи за еден од духовните храмови на највисока надморска височина во државата, ја надополнува прославата на популарната кај народот Василица или Стара Нова година. Верниците од Кочанско-Виничкиот регион со многу обичаи ја негуваат традицијата која се пренесувала од генерации на генерации. Во населените места се палат веселичарски огнови, околу кои се служат сезонски мезиња и пијалоци и се организира веселба со песни и ора. Во некои села се организираат групи составени од мажи, така наречени веселичари, кои ги посетуваат домовите на мештаните во неразлични обреди. Децата пак извикувајќи сурова, одат од куќа до куќа собирајќи разни прехранбени продукти и потоа седнуваат на заедничка прослава. На овој ден си споменуваме за споменот на светиот Васили Велики, една маркантна личност, еден маркантен светител од кој што живеел во 4-тиот век. Како што знаеме, имам направено многу чуда и за време на животот и после животот, а исто така со него е поврзан оној обичај на делење на лепче со паричка, бидејќи како што знаеме од неговото житие, кога што императорот сакал да ги погуби христијаните, барал голема финансиска сума, односно во тоа време нели располагале со злато, се со цел да одбегне лутината на царот и да ги смири христијаните, светиот ги повикува да го дадат својот имот, односно своето злато, нели се со цел да биде задоволена потребата на царот. Така христијаните се собираат, даваат своји прилози, но Божјата промисла сакала нешто друго, односно самиот император починува уште пред да дојде нели во градот каде што бил епископот Васили Велики. И сега светиот Васили Велики се наоѓа во една лоша ситуација, именно не знаел од кој што примил, па така решил за време на црквата да заместат лепчиња и во секој лепче да се стави нели одредена количина на злато и со цел да им биде вратено нели барем делумно на верниците, но Божјата промисла, како што кажав, сакала нешто друго, именно на секој во лепчето го нашол она што нели го приложил за спасение на христијаните. Значи тоа е еден убав обичај кој што нели се практикува се до ден денес, но апелираме култот на паричката да не биде заменет со култот на престомладенецот Христос. А исто така на овој ден си спомнуваме и за почетокот на новата година, односно според стариот јулијански календар, кој што е 13 дена поназад од денешниот григоријански или така наречен административен календар. Свети Васили Велики е христијански светец, теолог и епископ од Кападокија, Мала Азија. Во црквата се смета како голем поборник за православната вера, пристаниште на моралната чистота и столб на црквата. Се смета за основач на монашката традиција во источно православие. Како светец бил прогласен по неговата смрт. Православната црква го слави на 1 јануари, односно на 13 јануари, а католичката црква на 2 јануари. Во црковните богослужби најчесто е нарекуван пчела на црквата Христова, која им дава мед на верните и осило на ереците. По Божик, православните христијани на 14 јануари го одбележуваат денот на Свети Васили Велики, во народот познати како Василица, односно Стара Нова година. Според обичаите, на тој ден се прави домашна погача во која домакинките ставаат паричка, пењето на василичарските песни во кој треба да биде опфатен тропарот на Свети Васили Велики.